Зошто служат анкетите? Прашаа денес на пресконференцијата од Штипскиот огранок на ВМРО ДПМН. Почитуван градоначалник, со оглед на тоа што не ја информиравте јавноста за причините поради кои сте ја нарачале анкетата за утврдување на задоволството на граѓаните од работата на општината, имаме должност да го покажеме договорот кој сте го склучиле со агенцијата Рейтинг, кој е во износ од над 270.000 денари. Поради тоа што е дефокусиравте јавноста со вашите одговори, ве повикуваме да го објасните конкретно. Дали за истражувањето кое го направи агенцијата Рейтинг, општина Штип исплати над 4.000 евра, пари кои се одвоени од граѓанскиот буџет? Дали сопственикот на оваа агенција Ѓорги Спасов е поранешен висок функционер на СДСМ? Дали оваа анкета е со цел да се отплатат некакви долгови на семејството Спасови? Јавноста очекува одговори на овие прашања, затоа што сепак се работи за средства на граѓаните. Одговорија од општината. Очигледно е дека паниката кај ВМРО ДПМН е огромна, веројатно поради позитивните резултати и бројки кои произлегуваат од оваа анкета, поради огромниот процент на граѓанска поддршка за нашите проекти и политики за изградба на брана на реката Утиња, изградбата на детската градинка, проектирањето на гасификацијата, спортскиот центар Суитлак и многу други проекти. Општина Штип направи сонодажа и мерење на јавното мислење, нешто што е практика секаде, а врз база на тие податоци ќе креираме идни политики и проекти за развој на општината. Оваа анкета е спроведена по Закон за јавни набавки, во отворена и транспарентна постапка, на која може да конкурира секој субјект кој врши ваква дејност. Општина Штип и понатаму ќе продолжи да комуницира со граѓаните, да го слуша гласот на граѓаните преку сонодажи и мерења, средби по урбани заедници и средби во просториите кај градоначалникот и службите во општината, кои стојат на нивно располагање. Стои во реакцијата.